Денес ќе ви ги представиме прекрасните плетени изработки на госпоѓата Оливера Петров од Свети Николе, која што со своите вредни, неуморни и вешти раце, од конец и од волница, создава прекрасни креации и нешта со кои што секоја дама може да го направи својот стил уникатен. Пред се, добре ни дојдовте во Скопје. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи, поготово до моите светениколчани. Многу ми е драго што сум гостинка во вашата програма. Оливера, вие по потекло сте од соседна Србија, но љубовта ве донесе во Македонија и тука веќе живеете и работите цели 35 години, а плетењето ви е едно дополнително хоби и занимација. Кога научивте да плетете? Дали е тоа нешто што го правите од детството, од раните години или подоцна? Па да, јас пуно пати велам, прво научив да плетам па да зборам. А јас сум од рурално место во Србија, каде што се тие традиционални занајати у тоа време работеа, мојата фамилија, баба, мама и така научив. Прво од нив, првите джекори, после во тинејџерските години почнав нешто да креирам за себе. Имаше после една пауза, деца мали, така, кога тоа стагнираше. Сега у последните 10-15 години активно работам. Не хоби, веќе ми е обсесија. Не можам да замислим дено ако нешто не сплетам, ако нешто не искреирам. Мислам дека создавање на некоја нова вредност, тоа ме исполнува, која ќе служи на некого. И апелирам младите малку да се заинтересират, да не изумират тие занајати. Жално е што не се интересират. Еве гледаме во свето тренде веќе таа плетена облека, тоа дека тука кај нас дали менталитето нема интерес ниту за работа, ниту за купување. Но тоа секако не ја спречува вашата креативност, постојано да измислувате и да создавате нешто ново. Ова што го носите на вас е нешто што вие го имате сплетено, изработено, исто овој прекрасен шал, но тука гледаме и многу други модни предмети, од чанти, ракавици, шапки. Дали сето тоа го правите по собствена креација, од каде наоѓате инспирација? Па, во главном, сега имаше период кога немаше од каде идеи, тие списанија беа углавно хрватски свет, па ги немаше па скапи. Сега интернетот дава големи можности. Може би јас видам некоја слика која ми е привлече ми внимание, никако не е оригинал, тоа е само некоја контура, идеја, натака како ќе го правим и сам по себе модел добие некоја нова форма, нов модел, моја креација, уникатно, препознатливо. Многу сакам да рециклирам на не е тоа рециклирање од некои неупотребливи, тоа се нови материјали. Сега во Македонија од конфекциите толку многу материјали остануваат што смо претрупани со тај отпад, а може се тоа да се искористи креативно, да биде корисно. Имам ташни од тие конци, траки. Имам оригинал спој на традиционално и рурално вуна од овчеполска, вуна од јамполија, останато која сам сплела сукња и беретка. Овој модел ме посебно ме радува. И така, трудам се углавном да биде тоа материјали не природни. Вуна, свила, имам и свила, ова е свила, ама не свила вештачка, туку свила природна. И да бидат моделите
пристапачни за целна група жени моја возраст. Сега јас идам по мојот вкус, меѓутоа секако можам да работам и по порачка, кој има интерес, стојам на располагање. Каде може да ги најдат дамите овие ваши производи и како може да стапат во контакт со вас? Па имам Facebook страна, имам Facebook профил мој, Оливера Петров, Свети Никола, и имам и Facebook страна Плетење по нарачка облика. На Facebook страната углавном постилам тие работи што имам сплетено. Мислам дека кој има интерес може да ме најде. Свети Никола е мало. Да, секако дека е така. Кажавте дека ова не само што е ваше хоби, туку прирасна во ваша обсесија. Што е тоа што го добивате вие кога ќе ги земете иглите во раце и кога плетете? Јас тогаш чувствувам како буквално се чувствувам као креатор, као нешто создавам што никој го не е создал. Исполнуваме секоја пеќа, но за да се створи еден таков производ има и многу откажувања. Треба и љубов, и посветеност, и креативност, и време, но и откажување. Пуно пати од многу други работи се откажам. Може би запоставам некои обврски секојдневни, но сакам тоа да го видим комплет. Секоја чест за вашиот труд, трпение, креативност, прецизност и посветеност. Навистина прекрасно изгледа се што гледаме тука. Секако многу повеќе имате изработено и веќе дел од нештата си нашле нови собственици и свој живот. Мене ми беше задоволство што имавме можност да ве представиме пред нашата публика како една навистина вредна и креативна дама. Сигурна сум дека и нашите гледачи ги делат впечатоците и се воодушевени од ова што вие го изработувате. Се надевам дека им се свиѓат моите изработи. Фала ви уште еднаш што ме повикавте. Еве имат контакт, доколку се заинтересирани, може слободно да ми се јават. И доколку не се јави никој, ја не прекинувам со работата. Така е, секако дека квалитетот... Тоа, на крај материјалното ми е најмалку битно. Имам хоби, имам окупација, имам канализирани мисли и се чувствувам се можеби над некој друг кој не е креативец и ракотворец. Да, се гледа дека тука е вткаено и многу љубов пред се, а она што е квалитетно и уникатно, секогаш ќе си го најде патот и своето вистинско место. Ми беше задоволство, Оливера. И мене исто, благодарам уште еднаш.